Во овој момент би сакал да го поканам домаќинот всушност на овие соборски манифестации, неговото високо преосвештенство, нашиот надлежен архиереј господин Методи. Според поуките на еден голем и прочен старец светогорски, постојат два типа на луѓе. Човек мува и човек пчела. И тој во однос на целата човечка љубовитност ги дели луѓето на овие два типа. Се разбира, тие нарекуваат токму на оние инсекти по кои што го добиле името. Човекот мува е оној човек што наликува на мувата, кој што постојано се интересира за нешто што не е во ред, што не чини. Се интересира за лошите нешта од животот на човекот. Исто онака како што мувата, кога лета, лази, оди на некакви нечисти места и потоа до што и да се допре, таа ги прави нештата нечисти. Од друга страна, човекот пчела наликува на пчелата, која што е многу селективна во однос на она што го избира и за своја храна и за своје пребивалиште. Слично на пчелата и човекот кој што наликува на неа е човек кој што постојано внимава до што се допира, внимава што гледа, што слуша, што зборува, се радува на добрите нешта, постојано е преокупиран со убавите работи, им се радува на успесите на луѓето. И во однос на тоа и плодовите кои што ги принесува во својот живот. Слично на пчелата се вкусни, хранливи, лековити. И како што и пчелата не само што не слетува на секој цвет, туку и на оние кога ќе слета на еден цвет не го зема сето од неа, туку само на најубавото. Така и овој човек, човекот пчела, е тој кој што целиот свој живот го има усмерено во правец на правење на добро, на слушање и гледање на добро, на ширење на доброто околу себе. Јас се надевам дека во годините кои што ќе поминуваат во нашиот заеднички живот, се повеќе ќе почнеме да прилегаме на човекот пчела, заради тоа што и неслучајно Бог не собра овој пчеларник наречен Македонска православна црква, затоа што има една многу важна промисла за нас. Македонскиот човек е човек кој што во својот бит е добро битие. Македонскиот човек е оној кој што од секогаш му давал на овој свет многу лековити дела. Писменост, култура, религија. И токму заради тоа и ние како наследници на таа древна традиција треба се повеќе да се угледувајќи се на тој наш порив и на тој наш призив. Вредни како пчелите да работиме за она што го изградија нашите предци, да го пренесеме на нашите потомци. Јас им благодарам најпрви на вредните пчели на црквата Домаќин, Свети Илија, кои што направија навистина собир со високо достоинство, иако како заедница тие се меѓу најмалите заедници во Американско-канадската македонска епархија, меѓутоа со својот труд и со таа сплотеност овие денови покажаа дека не квантитетот, туку квалитетот е оној кој што ги прави работите да се менуваат. Почнувајќи од господинот председател на оваа црква, па потом на сите нејзини членови, им честитам за навистина големото трудолюбие и пожртвуваност и за доброто домаќинство. Им благодарам исто така на членовите на епархиското собрание, на епархискиот управен одбор, кој што исто така како организатори на оваа манифестација помогна сето оно што се случуваше овие денови, а и оно што се случува дури на претходните 32 и ќе се случува на следното, 34-то собрание на Црковно-народниот собор на македонската диаспора во Америка и Канада, да биде плод достоен да се спореди со лековитоста, убавината, мирисноста на луѓето пчели кои што она што го прават и за доброто за себе, меѓутоа и за доброто за сите луѓе на овој свет. Ви благодарам на сите што сте вечерва тука и се надевам дека во поголем број, со повеќе млади луѓе ќе се гледаме и во годините кои што предстои.